Желба беше и кај едните кој другиот бореш. Некоја акција која беше многу интересна. И сега Молдавија како да е домаќин тука покрај Македонија најмногу има финалисти. Лилијан Балан од Молдавија во црвен дрес против Кристијан Биро од Романи. Интересно ќе биде оваа пресметка. Молдавија Романи. Да, ќе биде интересно бидејќи има огромен ривалитет, тие се комши таму и од друг аспект, значи работите се такви како што се и мислам дека и претходно имаше една таква слична борба во квалификациите меѓу молдавски и романски репрезентативци, многу интересно, многу емотивна и многу силна. Така да јас очекувам еден таков односи и овој пат да се случи. Се работи за многу идентични школи, многу блиски една до друга, сличност на двете држави по многу основи. Меѓутоа оно што ги карактеризира можеби малку повеќе романците во однос на молдавците, гледаме тука кај молдавците неверојатно цврстина. Меѓутоа кај романците и јас кога се борев на времето, многу сила. Значи тие во самите тренинзи прават многу силови вежби каде што му дават предност на борачите како ова. Ако ги гледате руските борачи, тие повеќе предначи со техника. Сега американските и другите исто така многу сила употребуваат. И така некој пат и колку да имаш техника, ако не си подготвен физички нема да успеш. И така да еве оно што сега се гледа една минута, 30 секунди не е изедначена е борбата. И ова наликува како претходните две во најголем дел, барем во оваа прва рунда. Види, рековме, овој пат се работи за исклучително квалитетни борби и оно што беа во квалификациите во претходниот дел и сега ова што се случува. Така да мислам дека е нешто што можат и е добро што може публиката да го види. Оно што тоа е тоа борење што треба да го имаме кај нас. После ова ќе следува една интересна борба меѓу наши двајца борачи. Тоа е Бодосјан Мемеди. Адам Бодосјан и Омер Мемеди. Бодосјан е борач на прославениот наш борач Гари Бодосјан. За жал почина. Неговиот татко беше дел од европската титула на Бучин 95 година и тој настапува тука за Македонија и е доста квалитетен борач исто така. Меѓутоа и Омер Мемеди е нешто еден моментално од најдобрите борачи во Македонија во своја категорија. 3 поени до сега за Биро. 3-0. 30 на секунди некаде остануваат до крајот на првата рунда. Гледате се како интересно, иако го држи во позиција, веќе 2 поена губи. Сега колку време успеваше да се спротивстави на да, сега 5-0. Интересно во последната минута од оваа прва рунда. Рековме, еден добар вкрстување на нозите и може да заврши се. Ќе го заврати неколку пати и тука се пореметува и стабилноста и концепцијата, тактиката. Може да дојде до повреда, разочарување, емотивно паѓа. Така да сега е сериозна предност на романскиот борач, така да колку и да молдавскиот да нападе, иако има исклучици. Претходно имаше една многу интересна борба со, ми се чини дека беа молдавец и борачот од Бугарија. Бугарски репрезентативец водеше 12-3, 11-3, му требуваше 2 поени, еден влез за нози да направи техничка надмоќа. Тој не успеа. И изгуби на крај. И беше многу интересна борба, така да меѓутоа е сепак за нив, како да ви кажам, трагично, меѓутоа за задоволство на публиката нешто многу интересно. Оно што треба да го прави борењето и да ги предизвикува гледачите да дојдат да не гледат. Да, пред малку видов уште две легенди може да се каже во борењето во разни функции, Сократ Евтимовски кој беше долго време и практично и во грчко-римски стил, заедно со Љупчо Лазаревски кој што долго години како функционер. Љупчо Лазаревски генерален секретар, долги години еден од така нашите
функционери кои долго време обстоева тука во борењето. Сократе Филмски беше и мој тренер на времето, јас настапував за Струмица, така да мојот животен пат се преплетуваше многу пати, така да и тоа е тука. За жал сега во моментов немаме клуб во Струмица, меѓутоа работим, имаше некои обиди. Има обиди, да. Повторно го поврзуваат сето тоа со искуството и авторитетот на Евтимовски, да видиме сега 7-0 во меѓувреме, дали таму се жали на повреда Молдавецот. Оно што го зборуваме, оно што му се случи, гледате, на Фати Весели нешто слично. Да, со Ровото мислам дека тука има слична позиција и тука не издржа молдавскиот борач. Повторно лекарот Роберт Велков ќе мора на душекот да помага, да видиме во тој момент. Гледате како сега. Да. Од иницијатива до некаков грч и повреда. Гледате сега, би сакал и за тоа да позборуваме, во борењето се појавуваат често пати одредени повреди. Меѓутоа, кога е подготвен спортист, кога е истрениран, кога се намалува таа можност. Инаку нема спорт кај што нема повреди. Значи мораме да сватиме дека тоа е дел од едно такво и затоа треба да се превенира, да се подготви, да се направи силна подготовка, да се ојачат комплетно сите, да речеме, врски и мускулни групи, се што треба за да застрсти еден борач, тоа да биде поуспешен, евентуално таква една елиминација да не се случи. Добар пријател ни е, а најголем спортист во историјата на македонскиот спорт според растварувањата, Шабан Трстена. Многу често сме разговарали интерно, вели јас никогаш не сум имал потешка повреда. Тоа е нешто неверојатно, не само ген, не само работа, не само посветеност, туку една